Јас сум Димитар Ангеловски, тренирам во кошаркарскиот клуб ФНП Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Барбутов, тренирам во кошаркарскиот клуб ФНБ Академија и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Ангеловски, имам 10 години. Тренирам во кошаркарскиот клуб Академија ФНП и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Андре Србиновски, имам 13 години, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Васил Јованов, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Миладиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Милко Божиновски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Андреј Георгиев, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добре дојавте во првото издание од 7-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2016-2017. Во денешната емисија ќе видиме 3 надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херои, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои го одиграа првото коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова прво коло во генерацијата 2002-2003, ќе ги видиме најдобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и првото коло кај генерацијата 2004-2005. Почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 112-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Ова прво коло од новата сезона 2016-2017 во генерацијата 2002-2003 ќе го отворат тимовите на ФНП Академија и дебитантот во МТМ Кошаркарската лига, кошаркарскиот клуб Шкупи. Во следните 10 на минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Одличен старт на мечот имаше тимот на ФНП Академија против дебитантите во лигата, тимот на Шкупи. Тие помалку збунети од почетокот на надпреварот и учеството во лигата не го почна надпреварот како што треба. ФНП Академија тоа го искористи и од минута во минута ја зголемуваше разликата. Првата четвртина ја доби ФНП Академија со 14:8. Во вториот дел состојбата се промени. Шкупи се ослободи од почетниот притисок и за брзо време го изравни резултатот, а веќе пред крајот на полувремето со серија поени за прв пат имаше и водство.
ФНП Академија не можеше да го следи нивното темпо, па така на полувреме Шкупи отиде со предносот 26-22. Вториот дел го доби убедливо Шкупи со 18:8. Now tell me who could stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who could stop me? Во третиот дел тимот на ФНП Академија се врати во игра. Тој беше тимот кој во овој дел повеќе имаше топката во свој посет и повеќе постигнуваше поени од противникот кој го стигна заморот. Tell them let's get it on. My hustle game crazy and I'ma finish strong. You threw up so many bricks you probably could build a home. I done came a long way. This is what the grind make. Everybody want to shine, don't know what the shine take. You mad that I'm playing? Call it sideline hate. ФНП Академија го врати водството и до крајот на овој период ја задржа предноста. 17:9 во корист на ФНП Академија во оваа четвртина и пред стартот на последниот дел имаше минимална предност од 39-37. Во последната четвртина се играше изравнето и двата тима ја посекуваа победата, посебно тимот на Шкупи кои сакаа со победа да ја стартуваат новата сезона во МТМ Кошаркарската лига. ФНП Академија немаше среќа во своите напади, а тоа го користи се Шкупи кој повторно го имаше водството на средбата. ФНП се обидуваше да се врати во игра, но безуспешно. До крајот на надпреварот Шкупи ја одржуваше и ја зголемуваше разликата и на тој начин стигна до првата победа во дебитантската сезона во МТМ Кошаркарската лига. At the top now, but the bottom's where they found me at. So if I'm down, it's facts. I'm like Dennis Rodman with the rebound when it come to bouncing back. Шкупи нови надпревар победи со 56-49. Овој период го доби Шкупи со 19:10. Кај победниците тимот на Шкупи најдобар со 18 поени беше Резарт Мемети, 14 даде Амар Шаини, а 7 Анди Ислами. Кај ФНП Академија 15 коша даде Марко Богески, 13 Лука Станковиќ, а 9 постигна Стефан Ацковски. Јас сум Јосиф Јаковлевски, тренирам во Карпуш Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мартин Уровчанец, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпуш Соколи и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Давид Ракчевски, тренирам во клубот Карпуш Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Горан Стивановски, тренирам во кошаркарскиот клуб Карпуш Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Антонио Цаневски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Петровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од првото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2002-2003 се сретнаа тимовете на Илинден и АБ Спорт. Во останете 10 минути ги гледаме најдобрите моменти и од овој надпревар.
Кошаркарите на Илинден уште на стартот им дадоа до знање на АБ Спорт дека одат на победа на овој надпревар. Тој го докажа уште во првиот дел, каде со одлична игра на двете страни на теренот го контролираа надпреварот и во одбраната и во нападот, а реализацијата им беше во голем процент. И покрај фуриозниот старт на средбата, АБ Спорт не дозволила разликата да стане двоцифрена, па така и тие имаа што да кажат на овој надпревар. Првиот дел Илинден го доби со 23-14. Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Во вториот дел АБ Спорт успеа да ги задржи на летите на Илинден и да ги консолидира своите редови. Си играше израмнето во овој период, но Илинден сепак во финишот повторно одигра подобро и ја доби и оваа четвртина, минимално со 12:9. На полувреме Илинден имаше двоцифрена предност од 35-23. Во третиот дел нештата се променија. АБ Спорт одлично ја започна оваа четвртина и со серија поени направи едноцифрена разлика, а во продолжение на средбата имаше и обиди уште повеќе да се доближи до резултатот на Илинден. АБ Спорт покажа дека нема лесно да се откаже од надпреварот и третиот дел го доби со 13:8, а на семафорот резултатот беше 43-36. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, just take him for that ride. Во последната четвртина АБ Спорт правеше напори да дојде до резултатот на Илинден, но илинденци тоа не го дозволија. Ја зачуваа до крај предноста и до крајот на овој период уште повеќе ја зголемија. Jerry Jones money nigga, you a running back. Herschel Walker, Bo Jack. На крајот Илинден ја однесе победата која беше и двоцифрена. Кај победниците, тимот на Илинден со 14 поени најдобар беше Валјмир Теиров, 7 даде Срđan Михајловиќ, а по 6 коша постигнаа Филип Пешев и Кристијан Стојковски. Кај АБ Спорт 13 поени постигна Никола Ивановски, 10 даде Емил Чукаев, а 7 Андреј Стојановски. Здраво, јас сум Војан Становски и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докузовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Академија Баскет и Крива Паланка. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. Надпреварот започна со комплетна доминација на тимот на Крива Паланка. Тие ги користија сите грешки на тимот на Академија Баскет, кој немаа никакво решение во нападот и одбраната. Крива Паланка ја зголемуваше разликата која достигна да биде и двоцифрена. Академија Баскет чекаше да заврши овој период и да заборави на лошата игра. Крива Паланка првиот период го доби убедливо со 20:9. Во вториот дел Академија Баскет ги консолидираше своите редови. Одлично го продолжи мечот и во овој период тие беа подобри на паркетот. Ја подобрија реализацијата на нападите, што резултираше со достигнување на резултатот на Крива Паланка, кој има голем пат во играта. Академија Баскет на полувреме имаше негатива од само 4 поени. Ја доби четвртината со 11:4, но Крива Паланка го задржа водството на полувремето со 24-20. Во третиот период се играше израмнето. Поени имаше и на двете страни, но некако во првите две четвртини. Немаше толку динамика во играта на двата тима, па затоа видовме и помал број на кошеви. Но факт е дека Крива Паланка во овој период не дозволи израмнување на резултатот. До крајот на овој период, Крива Паланка го зголеми водството и пред стартот на последниот период имаше солидно водство од 36-28. Овој период гостите од Паланка го добија со 12:8. Последната четвртина уште долго ќе ја паметат кошаркарите на Крива Паланка. Се одеше во нивен прилог, се додека не се разиграа кошаркарите на Академија Баскет. Ништо не им одеше од рака, а кога веќе Академија Баскет го изравни резултатот, како да се откажа од преварот. Што се случуваше со нив во оваа четвртина само самите знаат. Академија Баскет го полнеше нивниот кош како да играа без одбрана, а во нападот ништо не успеа да погодат. До крајот Академија Баскет го зголеми водството и на крајот стигна до победа од 44-37. Последниот дел Академија Баскет го доби убедливо со 16:1. Кај победниците Академија Баскет најдобар беше Никола Неделковски со 14 поени, 11 даде Иван Табаковски, а 7 Игнат Иванов. Кај Крива Паланка 11 поени постигна Давид Митевски, 10 коша даде Никола Јовановски, а 6 Јован Јовановски.
Аз съм Ангел Кузев и играм за КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Петър Стояновски, тренирам в КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Боян Трайковски, тренирам в КК Илинден и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Кристиан Стояновски, тренирам в Кошаркарски клуб Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Сърдян Михайлов, тренирам в КК Илинден, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Данян Ристовски, тренер на КК Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледайте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизия. Здраво, аз съм Милен Табаковски, тренирам в Кошаркарският клуб Академия Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Аз съм Майтов Александър и тренирам в Кошаркарският клуб Академия Баскет, а вие гледате 6-та сезона от МТМ Кошаркарската лига. Ова не е НБА, ова не е Евролига, ова е МТМ Кошаркарска лига. Следва рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2002-2003. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги најновите топ 5 потези во Јадранската АБА лига, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи, завршува и ова прво издание од 7-та сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2016-2017. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие, почитувани гледачи, ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Следната недела ќе ги видиме децата од генерацијата 2004-2005, кои ќе го одиграат исто така првото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!